Нови 6 инвестиции, од кои 2 директни странски, се најавени во општина Илинден. На последното електронско јавно надавање за градежно земјиште во локалните економски зони, компаниите Money Importer и Atlantic Trade од хрватски и домашните фирми Mobico, Camfood и Total Logistic купија градежни парцели на кои ќе градат стопански објекти. Со новите инвестиции ќе продолжи инвестицискиот циклус во Илинден. Новите, како и проширувањето на постоечките инвестиции, ќе придонесат за брз и одржлив локален економски развој, како и отворање на нови слободни работни места, велат од општината. Над 50.000 посетители во изминатите 3 дена се информирале за проектот Купи куќа, купи стан на првиот саем, што за овој проект се одржува во Скопје. Саемот добива позитивни критики и од граѓаните, но и од компаниите. Проектот беше промовиран во 2012 година, а до сега 340 лица го решиле стамбеното прашање. Финансиската помош е 2,5 милиони евра. Поради интересот, проектот ќе продолжи и следната година. Пратениците ги ратификуваат договорот за реципрочно признавање на возачките дозволи со Република Србија, како и договорот меѓу Република Македонија и Република Италија за социјална сигурност. Договори за возачките исправи Македонија има подпишано со Шпанија, Албанија, но и со повеќе други земји, но сепак недостасуваат договори со дел од земјите од регионот, па пратениците апелира фокус во иднина да се стави на овие држави. Лактариумот на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, што функционира од почетокот на август годинава, досега го посетиле 53 мајки, а експресираното мајчино млеко е вклучено во исхраната на 61 новородено дете, меѓу кои и 8 параблизнаци, соопшти Министерството за здравство. Лактариумот е наменет за мајките родилки кои веќе го напуштиле родилиштето, а чии новородени деца се третираат на оделението за интензивна неонатална нега и терапија. Според Министерството, лактариумот овозможува унапредување на грижата за ранливите категории новороденчиња, како и за подигнување на свесноста за значењето на мајчиното млеко. Автоматско следење на движењето на автобусите и интегрирана електронска наплата на билетите, најавуваат од ЈСП Скопје и град Скопје. Инвестицијата изнесува 3 милиони евра, а се очекува да се подобри квалитетот на превозот преку решавање на клучните проблеми: наплатата, контролата на движењето на автобусите и запазувањето на возниот ред. Предност за патниците ќе биде воведувањето еден билет кој ќе важи и во автобусите на ЈСП и кај приватните превозници. Ќе се овозможи наплата на билет со картичка и со мобилен телефон. Српскиот парламент го изгласа ребалансот на буџетот со кој е предвидено намалувањето на платите во државниот сектор и на пензиите над 25.000 динари. Против беа само 10 пратеници. Премиерот Александар Вучич наведе дека Србија има макроекономска стабилност, а владата презела мерки за финансиска консолидација заради подобра иднина, бидејќи државата, како вели, би банкротирала до почетокот на 2017 година. Ребалансот треба да ги постави основите за реформите. За Руското министерство за надворешни работи, парламентарните избори во Украина се шанса за мир во источните делови на земјата. Москва сепак наведува дека големиот број националисти во парламентот може да го поткопаат мировниот процес. Според првичните резултати, проевропските партии однесува убедлива победа во Украина. Турција е на второто место во светот веднаш по Соединетите Американски држави според извозот на телевизиски серии, пишува турскиот Хуриет Daily News. Годишно извезува серии во над 100 земји и за нив заработува над 200 милиони долари. За споредба, во 2004 година вкупниот извоз од сериите изнесувал 10.000 долари. Целта е до 2023 година, кога ќе се прославува 100 годишнината од основањето на Републиката, извозот од културните производи да достигне 2 милиарди долари.